Реакција од Општинската организација на СДСМ дојде еден ден по одржувањето на 28-та седница на Советот на Општина Кочани, на која по една од паузите во расправата имаше вербален и физички инцидент од опозицијски советници кон директорот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. На пресконференција председателот на кочанските социјалдемократи Гоце Серафимов ги осуди ваквите случувања и побара соодветни законски мерки. Член на Советот на Општина Кочани и почесен председател на оваа партија физички нападна директор на образовна институција. Друг советник од истата партија му подуваше поградни зборови, се закануваше и го омаловажуваше во салата на Советот. Неодамна пак, актуелниот председател на Кочанското ДПМН насилно влезе во партиските простори на СДСМ Кочани и незаконски ги снимаше нашите активисти и симпатизери. До кога овие офајдени партиски ликови ќе го тероризираат овој град? Одовде сакаме да им препорачаме дека физичките и вербалните напади не можат да ги сокријат криминалото и злоупотребите што ги вршеа повеќе од 10 години. Така не ќе може да го скријат нивното расипничко однесување во сите сфери, посебно во образованието, од каде црпеа енормни суми за лични и партиски профитирање. Бараме институциите да постапат согласно со законските рамки и да не заштитат од насилството. До нив ќе се поднесат сите докази за претходните случувања. Бараме јавно извинување од председателот на Општински комитет на ДПМН од Кочани за неадекватно однесување кон нашите функционери и оградување од насилниците и криминалците од своите редови. На крајот од пресконференцијата Серафимов истакна дека во СДСМ веруваат во институциите на државата и оставаат тие да го решат овој проблем. Целта е, како што рече, да се изгради едно општество за сите без фаворизирање на едни или други, а против криминалот и сите криминални структури.